3 месеци обука. Колку бројот сега на невработени во државата и како ја коментирате изјавата на Светска банка која што каже дека половина од населението ниту бара работа, ниту сака да работи? Дали го имате и вие истото чувство? Па да, условно кажано ние се соочуваме со проблем кога еден работодавач бара работна сила. Имаме ситуации кога од поканетите невработени лица 70% не доаѓаат на интервју, бидејќи не е задолжително. Односно, законот не вели дека тие ќе бидат избришани или тргнати од евиденција. Од 30% што ќе дојдат на интервју, се упатуваат кај работодавачот, половина од нив одат на интервју кај работодавачот и најчесто се случува и тие што ќе отидат кај работодавачот да не прифатат, односно да ја одбијат понудата за работа. Причините поради кои што тоа го прават се најразлични, односно невработените лица наведуваат дека најчесто не им одговара местото, не им одговара смената, не им одговара платата. Тоа дека се долготрајно невработени не значи дека агенцијата не ги контактирала. Значи тие се подолго време на евиденција на невработени лица, односно не засновале работен однос, а не значи дека и не добиле покана или понуда за работа од страна на агенцијата за вработување. Значи велиме долгорочно невработени. Над 1 година. Имаме најголем процент се долгорочно невработени, односно се без образование, со основно образование. Тие се потешко вработливи, се повозрасни лица, но во секој случај согласно законските можности и согласно потребите на работодавачот, ние ги контактираме и посредуваме. Околу начинот на посредување би сакала да кажам дека тоа е по потреба и желба на самиот работодавач. Не секогаш работодавачот поднесува барање за посредување. Работодавачот некогаш работната сила ја обезбедува на начин што објавува оглас. Слободните работни места кои што ние ги објавуваме на нашата веб страна се генерираат од онаа законска обврска на отварање ППР образец, односно образец за пријава за потреба на работна сила. Значи дека работодавачот можеби и веќе да има најдено лице со кое што ќе заснова работен однос и не значи дека навистина е тоа работно место слободно. Тоа е еден проблем кој што предизвикува недоверба помеѓу сите чинители на пазарот на труд, односно агенцијата за вработување, невработените лица и работодавачите. Во принцип, ако имаме објавено работно место, а работодавачот веќе однапред го има пронајдено лицето кое што ќе го вработи, невработените лица кога ќе го видат огласот и кога ќе се јават кај работодавачот, работодавачот им вели дека веќе е пополнето или е направен избор. И невработеното лице најчесто веќе ја губи довербата кон нашата институција. Работиме на тој проблем и сакаме да дојдеме до една вистинска слика и представа за реални слободни работни места, за да почне да се создава една доверба помеѓу сите чинители. Меѓутоа и сите треба да бидеме искрени во тој дел. Да бидат искрени невработените лица дали навистина сакаат агенцијата да посредува за нивно вработување, работодавачите дали навистина имаат потреба од работна сила и ние како институција да ги зајакнеме капацитетите, да се посветиме максимално на посредувањето и да ја завршиме успешно нашата цел и задача да посредуваме за вработувањето. Значи околу 190.000 е бројот на невработени лица, со тоа што значи половината од нив велиме се пасивни баратели на работа, односно нивната обврска е да се јавуваат во агенцијата на секои 6 месеци. Агенцијата за вработување согласно законот работи само со активните баратели на работа. Со нив посредува. Активни баратели се оние кои што сакаат да учествуваат во активностите на агенцијата за вработување, во услугите, во активните мерки и кои што сакаат да бидат повикувани на
интервју кај работодавачи, односно за кои што агенцијата треба да посредува. Би сакала да дадам краток осврт за оперативниот план од 2018 година, каде имавме успешна реализација со над 95%. Беа опфатени околу 6500 лица, од кои 53% беа млади лица до 29 години. Би ги одвоила мерките кои водеа до директно вработување, односно заснување на работен однос, програмата за самовработување, предприемништво, преку која се самовработија 1191 лице, од кои 508 лица се млади лица до 29 годишна возраст. Преку мерката субвенционирање на плати во 2018 година се вработија 759 лица, од кои 471 лице беа млади лица до 29 годишна возраст. Преку мерката вработување и раст на правни субјекти се вработија 347 лица, од кои 217 лица се млади лица до 29 годишна возраст. Во 2019 година имаме рекордно најголем буџет за реализација на оперативен план досега во висина од 1,1 милијарда денари, како и најголем планиран опфат на корисници. Годинава предвидениот опфат на лица вклучени во оперативниот план 2019 е поголем од лани за околу 2000 лица, односно ќе бидат вклучени најмалку 8500 лица и очекуваме дека истиот ќе донесе значителни резултати преку кои ќе ја постигнеме нашата примарна цел за отварање на нови работни места и зголемување на вработливоста. Во период од неполни 2 месеци се исполни предвидениот опфат на лица кои аплицираа за учество во мерките кои водат до директно вработување, односно заснување на работен однос. За програмата самовработување, предприемништво, аплицираа и во моментов отпочнуваат со обука 2076 лица, од кои околу 800 лица се млади лица до 29 години. Најмалку 1070 лица очекуваме да се самовработат во првата половина на 2019 година.